Иако недовршен процесот, можам да кажам дека сепак е тој историски, бидејќи отвори два битни аспекти. Прв пат во историјата на Македонија еден закон влезе во процедура со граѓанска иницијатива на приближно 20.000 луѓе. И второ, прв пат во Македонија се отвори прашањето на лицата со посебни потреби или со хендикеп од аспект на човековите права. Затоа во еден момент јас го оценив овој закон, предлог закон, како рамковен договор за хендикепираните. На ден пред новата 2006, за половина од дозволеното време, се случи журка 17.000. Не ни знаевме дека бројот меѓу бил 18.968, двојно повеќе од потребното. Се ни говореше дека ќе имаме среќна нова 2006. Горд сум на себе и на своите 44 колеги од лоби групата, но и на сите кои се подпишаа во иницијативата како обични граѓани. До овој момент и може да не игнорираат. Личеше на голема победа. Но не рече два пати. По деловникот да ја влечете работа, ако сакате, мислам да имате време. Али после 60 дена, фактички пропаѓа целата иницијатива и пак морате од почеток. Беше за очекување при изградба на нов систем да има отпор од стариот. Колку подлабоко засекуваш, толку отпорот е поголем. Се мислам дека едните не сакаат да платат, а другите не сакаат да работат. Неочекувано се најдовме во небрано. Министерот за труд вели, законот е противуставен, а министерката за правда повеќе од потребен. Министерот за финансии како и секогаш калкулира, премиерот молчи, вице-премиерката најавува, а председателот на државата се подпишу. Да ти штукне памет. Па јас жалам што дури би рекол и премногу време се изгуби. Иницијативата тргна во 2005, еве сме при крајот на 2007, законот се уште не е донесен, меѓутоа според најавите, барем оваа есен ќе отпочне собраниската процедура, очекувам тој закон да биде поддржан, а што се однесува до мојот втор подпис, подписот на указот со кој што тој закон ќе стапи во сила, кога би зависело само од мене, би го дал уште денес. Председателот на парламентот го одржа своето ветување и законот во рок од 1 месец се најде на седница и тоа како прва точка. Но ситуацијата со тутунарите и антиприватизерите на СМ, кои со блокирање на патиштата ја парализираа Македонија, законот го спушти подолу на агендата. Конечно, на 3 март, пратениците едногласно и со акламација ја усвоија потребата од донесување на таков закон. Демек, законот помина во прва фаза.
Предложениот заклучок го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. 66 пратеници, 66 за, нема воздржан, нема против. Констатирам дека собранието го усвои предложениот заклучок. Добивме 60 дена за јавна расправа и можност мислењата на сите заинтересирани да придонесат кон подобар закон. Многу владини и невладини организации, институции, медиуми се вклучија организирајќи и учествувајќи во јавните дебати по повод законот. Само владата на Република Македонија немаше мислење. Како да игнорира нешто што не може да се игнорира. И конечно стаса и фантомското мислење од владата. Негативно. Предоцна.